Пред акцијата на Google, деновиве Facebook и Twitter отстранија лажни постови поврзани со Иран. Ова, како што оценуваат експертите, покажува дека освен Русија, сега и Иран спроведува несоодветна кампања за политичко влијание на социјалните медиуми. Меѓу над 650 страници за кои Facebook оваа недела објави дека ги отстрани, има и такви кои ги сквернават, например, севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, американскиот председател Доналд Трамп, Брекзитот и мигрантите. Сузан Етлингер, хајтек аналитичарка, вели дека видовите прашања со кои овие лажни сметки се надеваат дека ќе влијаат врз светските настани, покажуваат оти активностите влегоа во нова фаза. What's a little different about this is that these pages seem to be focused on global politics, not just on U.S. domestic politics, and have ties to Russia and Iran. And what this signals to us now is that Facebook and Twitter and some of these other platforms potentially are locuses for disinformation campaigns to influence anything on the global stage. So I think we're in a phase now where the game is on. Таа додава дека компаниите за социјални медиуми како Facebook и Twitter имаат начини да утврдат дали сметката е автентична, вклучувајќи двојна проверка на телефонските броеви и пораките поврзани со сметката. Facebook and Twitter have been pretty slow to take action on a lot of these issues, and I think I can understand why. They're trying to figure out, who are we to do this? Who are we to judge? However, they both have ways of figuring out what's authentic and what's not authentic. Веднаш по ова соопштение на Facebook, Европската Унија најави дека планира да наметне построги регулативи за компаниите од социјалните медиуми во врска со отстранувањето на екстремистичките содржини на интернет. Во новиот нацрт пакет на прописи се наведува дека платформите за социјални медиуми, вклучувајќи ги Facebook, YouTube и Twitter, ќе треба да ги отстранат постојните постови поврзани со екстремизам во рок од 1 час од објавувањето или платформите ќе бидат казнети. Европската Унија не е задоволна од бавниот напредок на технолошките компании во борбата против интернет содржините поврзани со тероризмот.